Како што веќе најавивме, зборуваме за незадоволството во Кочани, но и останатите проекти кои ги спроведува службата за општи и заеднички работи на владата. Со мене утрово соговорник е Ивица Томовски од владината служба за општи и заеднички работи, како што веќе најавив. Добро утро, благодарам еве што сте дел од програмата на Сител телевизија ово утро, да одговориме на неколку навистина важни прашања кои се наметна овие денови во јавноста. Добро утро, Никола, и благодарам на поканата и можноста. Деновиве сме сведоци на едно незадоволство, да речем, во јавноста, или барем таква слика се создава, што особено се случува по оној марш на ангелите кој веќе 9-ти пат се одржуваше во Кочани. Во таа насока изјавата на премиерот Мицковски за собирите во Кочани, во која вели дека граѓанското движење за поддршка се претвора во политички процес пред локалните избори, и со слична остра реторика настапи портпаролката на владата Марија Митева, која вели, цитирам: "Можам да кажам дека во целост ја разбираме како влада нивната болка, тоа неколку пати досега сме го кажале, но од друга страна можам да кажам со жалење дека беа слушнати лични напади кои што пак политички структури имаат за цел да ги искористат во некоја политичка позадина. Навистина жалам што некои политички структури имаат традиција на некрофили." Па еве ќе ве прашам прво прашање: кој според вас манипулира со семејствата на жртвите и зошто е потребата од размена на вакви огнени стрели во јавноста помеѓу вас и како влада и представниците на семејствата од Кочани? Благодарам, Никола, на прашањето. Јас неколку пати сум истакнал во јавноста дека не постојат никакви зборови кои што можат да ја ублажат болката на луѓето кои што им се случи во Кочани. И тоа сме го повторили и повторно го повторуваме, но морам тука да се согласам и со премиерот и со потпаролката на влада дека овој случај, овој настан веќе почнува да навлегува, да замешува прсти политиката и да се политизира, односно да се користи целиот немил настан во дневно политички цели, да се искористат некои поени. Ние како држава, уште на самиот старт, така добро се организиравме, настапивме и му придовме на проблемот. Како држава издвоивме почетни 30 милиони денари и кажавме на панел дискусијата дека ќе издвојуваме онолку пари колку што е потребно сите овие проблеми кои што настанале од Кочани да ги отстраниме во целост. Не е тоа дали сме издвоиле само 30, не, ќе издвојуваме онолку колку што е потребно, само да нема повеќе жртви, да нема несакани ефекти од целиот настан. Но ние сме сведоци во неколку наврати дека дел од личностите кои што добиле директна помош од државата, искористиле директна помош од државата, јавно објавуваат по социјалните медиуми дека не добиле ништо. Мислам дека тука јасно се гледа вмешаноста на политиката и на оние политичари кои што навистина сум згрозен од начинот на нивната поставеност во вакви настани, да вие го злоупотребите настанот и жртвата на луѓето за твоја цел, односно цел на политиката. Тоа што оттаму се слуша како незадоволство оди и во насока на делот како се водела истрагата. Па како влада, докаде вие имавте ингеренции во водењето на истрага преку Министерството за внатрешни работи, а од каде беше работа на другите институции? Се направили максимумот? Која е вашата перцепција која имате како представник од владата? Видете, истрагата ја води обвинителството во координација со внатрешни работи, со МВР. Односно, обвинителството дава насоки на Министерството за внатрешни работи да постапува по овој случај. Можете да видите дека има и актуелни политичари затворени, притворани, односно се опфатени во делото, има и минати политичари, сите оние кои што се засегнати и за кои што дало насока обвинителството се спроведени. Гледаме во текот на вчерашниот ден, ако не грешам, имаме и дел од обезбедувањето, односно фирмата за обезбедување, кој што е биден или е се уште активен член на ВМРО ДПМН, односно на политичката партија која предводи моментално со државата. Така да ниту МВР, ниту државата имаат некаква пристрасност или за скривање на нешто. Сакаме да се разреши целиот случај и да добијат соодветни казни оние кои што се виновни. Колку вие како влада може да влијаете врз она што го работи обвинителството како независна власт? Врз обвинителството не може да се влијае. Тие се самостоен орган, независен од владата и ние мораме само да ги слушаме насоките и да постапуваме по она тие што ќе ни го приложат. Да се вратиме на она што можете да го направите, па кога ќе оцените направивте ли доволно како влада и служба за општи и заеднички работи во изминатиот период,
Стигна ли помошта до сите оние на кои им беше потребна? Имавте ли некаков контролен механизам со кој се следеше на кој начин се распределуваше помошта, да се спречат евентуални злоупотреби? Имаше во јавноста, споменавте и вие во првото прашање, некое незадоволство на социјалните мрежи, па потоа се испостави дека дел од тие обвинувања биле обвинувања на сметка на тоа дека не добиле, дека не добиле помош, биле инструирани, односно дека не биле вистините. Точно така, тие искажувања се невистините, односно се инструирани од одредени политичари во кои што им одговара, како што напомена во делот на првото прашање, на кој што им одговара ваквата ситуација. Сметам дека многу брзо и добро одговоривме како држава. Конкретно можам да кажам во делот на службата, како што бевме задолжени во делот на сместување и транспорт на блиските кои што се на лекување во странство. Сите добиле соодветна помош, биле контактирани неколку пати од страна на службата за општи заеднички работи, односно вработените во службата. Некаде имаше случаи каде што можеби не сме одговориле во првиот час, но сме одговориле, сме задоцниле, но сме одговориле секако. Имаше некаде и случаи каде што си имаа луѓето и сами обезбедено сместување, па користеле повратен транспорт, користеле во подоцнешниот период сместување. Ние веќе спремаме спремаме детален извештај, ќе биде јавноста во текот на оваа недела, мислам дека ќе биде оваа недела, обзнанено се што е потрошено и како тие досегашни 22 милиони денари се потрошени, колку од нив се за сместување, во која држава. Нема да излегуваме со имиња и презимиња на личностите, бидејќи сепак треба да се да внимаваме во тој дел, но имате контролен механизам. Имаме контролен механизам, заедно работиме во координација со Министерството за здравство, со Министерството за надворешни работи, со Министерството за одбрана. Сеси попе, сесија спроведено онака како што треба и ве убедувам дека сите луѓе кои што биле надвор имаат добиено соодветна помош од страна на државата. Имаше доста и жалби дека дел од оние лица кои требало да добијат, добиле определена сума или не добиле доволно. На кој начин ги распределувавте средствата и дали сите добија и дали добија доволно? Тоа е вториот дел. Едниот дел е државата што директно дава на овие луѓе. Вториот дел е што државата дава непосредно преку Црвениот крст, односно во координација влада и Црвен крст одлучивме да се настапи со една заедничка донаторска сметка, каде што многу наши познаници и пријатели луѓе прашува каде да се донира. Тоа го кажа на настапот кој што го имавме во влада и сајците, кажа дека ова е најголемата сума која што се собрала во Црвениот крст. Тоа е затоа што и државата застанала позади таа донаторска сметка. Ние тие пари и средства ги уплаќавме, односно Црвениот крст ги уплаќаше према лицата директно на два пати. Првиот пат беше 150.000 денари, вториот пат беше 150.000 денари, но оние кои што се лекуваат во странство, за тие средства им се најдат за непредвидени трошоци, бејќи тие имаат храна, сместување, транспорт и лекување. Тие пари се за додатни потреби кои што им излегуваат понатака и тоа не беше одлучувано само иницијативно од една личност, се разговараше влада, Црвен крст во внатрешноста, во нивните органи си разговара и така беа префрлани парите. Така и завршуваме со серијата на прашања во оваа тема. Минатиот пат кога разговаравме јас и вие во утринската програма, рековте дека ќе се чекаат оние 40 дена да поминат по несреќата за да се разговара за некоја евентуална иницијатива за подигање на спомен обележје на жртвите. Докаде е тоа? Така, разговаравме јас и ти минатиот пат. Ќе се прави нешто повеќе од спомен обележје, ќе се прави некој поголем проект на кој што работи моментално лично премиерот Христијан Мицкоски заедно со тимот. Ќе се работи на решение не само на спомен обележје, него за подобрување на животот на сите жители во Кочани и тој регион таму. Но да оставиме тоа да го обзнани премиерот, ќе биде наскоро. Да продолжиме и на другите теми. Вашата служба ја покрена некако иницијативата за воведување на оние црвени регистарски ознаки за службените возила и минатиот пат кога таксативно спомнавме на кратко беше во очекување финализирањето на самиот процес на набавки, на определување на правилникот и сето она останато. Докаде е оваа процедура? Зошто некако во јавноста како да се создава впечаток дека се одолговлекува работата, па дури се вели дека и некому не одговара да се воведе таков систем на контролирање на движењето на службените возила? Кому не одговара? Видете,
ја разбирам јавноста со тие коментари, бидејќи 30 години никој не направил никаков чекор за да се обележат службените возила. Да, сме слушале многу пати во минатото и слушаме и сега од наша страна дека збориме дека ќе се обележат возилата, но никако не се постапило по таа насока. Ние донесовме правилник, го поминавме на седница на влада. Тој правилник требаше да се објави тендер од страна на Министерството за внатрешни работи за набавка на соодветните бои, бидејќи ги немаат тие бои на лагер. Тендерот можам да ви кажам дека е во тек. Веќе може и да го видите на системот за јавни набавки. Чекаме да заврши таа тендерска постапка. Не знам колку време и треба да заврши. Не верувам дека ќе биде долго време, 2-30 денови. И ве убедувам дека во текот на летниот период ќе бидат обележани сите службени возила. Да, јасно ми е дека се одолговлекло наместо 3-4 месеци се одолговлекло 7-8 месеци, но ве убедувам дека за наскоро од сега ќе биде тоа веќе минато. Се сретнавте и со дел од претходното раководство кое го раководеше сајмот, каде што сега е оној познат трговски центар. Како ќе се оди во оваа насока, како ќе се развиваат работите, бидејќи Скопје, можеби и Приштина се единствените градови на Балканов кои немаат определен простор за таков тип на настан? Така, Скопје и Приштина се единствените две места во овој регион каде што нема саем. Ние сме имале, но во моментов го немаме тој саем. Проектот, оној проект кој што ние како држава треба да го имаме е готов и спремен. Можем и да ви го доставам после емисијата, да го имате како 3D варијанта, кој што секако ќе трпи измени во текот на периодот кој што следи. Во моментот сме во потрага на земјиште на кој што имаме 2 или 3 локации пронајдено, меѓутоа со соодветните институции разгледуваме можности дали има ДОП, ГОП, за да ги запазиме сите законски норми. Планот е да не го градиме ние како држава, односно тој да биде јавно-приватно партнерство, односно приватен партнер да го изгради и да го предаде во сопственост на државата, односно да биде 50-50% во државата, 50% на приватниот партнер, но целта е да имаме конечно еден саем како што сме имале во минатото и можам да ве убедам дека луѓето со кои што се сретнав, кои што го воделе претходниот саем, имаат многу добри идеи. Веќе имаат разговарано со одредени саеми во регионот, каде што, ево конкретно ќе спомнам со Солунскиот саем за земјоделие, каде што има посетеност од околу 100.000 посетители. Замислете, ние да имаме 30.000 посетители во Скопје. Тоа било добро и за економијата, и за градот, и за државата. И луѓето се сложни, бидејќи тој саем се одржува еднаш на 2 години, се сложни, една година се одржува во Солун, една година се одржува во Скопје. Така што ако треба да ставиме некоја временска рамка, дали е реално 2030 Скопје да добие саем? Да, многу реално е 2030 да добие Скопје саем, може би и пред локални избори ќе биде објавена и локацијата и местото и целиот проект. Кога зборуваме за атрактивни локации и место, ќе го споменеме и Македонското село, таму за 3.500 евра беше во април доделена концесијата за управување со овој комплекс кој претходно беше во управување на службата за општи заеднички работи при владата. Тоа се наводеше некој рок од 1 јуни дека ќе започне со работа. Докаде е таа постапка? Дали ги следите исполнувањето на сите оние задачи кои си ги презема концесионерот, бидејќи го доби по навистина атрактивна цена ова земјиште? Така кажавме некаде на почетокот на јуни. Ево се и официјално и јавно да обзнанам, 19 јуни ќе биде отварањето, ќе бидете поканети сите како медиуми. Многу добро им оди работата во делот на средување, со оглед на тоа колку години не функционираше и какви беа оштетувањата. Заради тоа се пролонгира едно 15 до 20 денови од оној прв почетен предвиден рок за отварање, но сепак ево во јуни го отвараме, ќе бидете поканети и мислам дека ќе биде една многу добра туристичка нова дестинација, старо нова дестинација за Скопје. Помина една година од како сте и вие во владата, но и владата е на власт. Конкретно сега зборуваме за Созара. Задоволни ли сте од тоа што се направи во овие 365 дена? Јас сум сигурен дека можевме многу повеќе да направиме. Очекував дека кога ќе преземеме институциите, ќе начекаме институции кои што функционираат и од таа точка може да продолжиме напред. Можам да ве убедам дека ние прво ги чистиме неправилностите, чистиме се она што било запоставено и заради тоа можеби не сме по онаа посакувана динамика, но сепак сметам дека дававме соодветни одговори и
према јавноста пред се, она што го работиме, што сме затекнале и како планираме понатака. Ево, тука можеме да ги спомнеме таблиците, отпочнавме со факултетите, комплексот Македонско село и многу други проекти кои што се уште не може да се видат во јавност, но наскоро ќе бидат обзнанени. Дали при евентуална реконструкција на владата која се заговара по локалните избори, вашето место останува во истиот адрес или можеби ќе менувате нешто? Тоа останува на ексклузивно право на премиерот, тој е човекот кој што ја води моментално државата, тој си го формира тимот, како тој ќе одлучи, ние го следиме него и работиме честно и поштено. Благодарам што утре зборувавте за Сител. Се надевам дека расчистивме дел од дилемите кои кружат во јавноста овие денови апропо актуелните случувања и со Кочани, но и останатите проекти кои им значат и на граѓаните на Скопје и на држава. Благодарам за можноста и ви стоиме достапни во секое време.